Движење на телата речиси до совршенство, удар на тапан и извечкање на сабите калчки. Секирник повторно по 10-ти пат ги оживеа магичните игри на русалиите, некогаш хуманите војни, денес врвен израз на македонската народна драма и фолклорен театар. Облечени во свечени народни носии со специфични орнаменти, со црвена марама преку плеките и градите, спроти голема Богородица, русалиите го бркаат злото од целата, играат за среќа, берикет и здравје. Овие игри традиционално се одржувале во некрстените денови од Божик до Водеци. Организаторите велат дека ќе пробаат до година да ги вратат игрите во нивното изворно време. Веќе зацртано како програмски и проект за можеби во 2020 година да реализираме, да ги вратиме русалиите во суштината на некрстените денови. Задоволни сме од оваа вечер. Ние како домаќини се разбира дека и да не беше на оваа вистина фестивалот и да не беше толку богата содржински со програмата, ќе бевме пак задоволни. Но присуството на публиката и реакцијата на публиката не дава за право ние уште повеќе да бидеме истрајни, уште повеќе да вложиме напор. Овие игри жителите од Секирник ги наследиле од нивните татковци, дедовци, што биле протерани од Грција за време на Балканските и Граѓанската војна. Кога дошле во ова село, сватиле дека нема да се вратат на своите огништа во Кукушко. Со русалиските игри ја почнале нивната мисија. Иванов вели дека имаат услови да ја продолжуваат традицијата и богатството на русалиските ора. И труд за да ја збогатиме играта, да се вратиме, имаме хореографии кои треба да ги обработиме и да ги вратиме во живот. Благодарение сега на нашиот објект, тука да кажеме преку Европската унија ИФА програма што е изграден, заеднички проект со Република Бугарија, Грменија, општина Босилово, Македонија. И имаме идеални услови за работа и немаме оправдување да не продолжиме уште повеќе, поинтензивно и посодржајно да работиме на реализација на русалиските игри, традиции и обичаи. Значи има уште многу што да се каже во русалиското и сметаме дека ќе обстоиме и ќе продолжиме понатаму. Градоначалникот на Босилово истакна дека општината ќе продолжи да ја поддржува манифестацијата. Мислам дека е единствена во Македонија која што ги негува ората и традициите и е единствена од таков карактер што се уште актуелно постои. За таа цел општина Босилово и во иднина ќе ги поддржува ваквите манифестации, бидејќи на некој начин мораме ние традицијата да си ја негуваме, бидејќи без тоа ќе го изгубиме и нашиот идентитет. За оваа намена, од буџетот на општина Босилово, преку Советот на општина Босилово, значи изгласовме сума во вредност од 100.000 денари, што можеби не е така голема, меѓутоа сепак е доволна за да можеме да го покриеме овој прекрасен настан. На традиционалните русалиски игри во Секирник секоја година доаѓаат гости и од Бугарија, како и играурни групи од Македонија.